Македонската и грчката диаспора во САД ги вкрстија копијата околу членството на Македонија во НАТО. Обете во писма до американскиот председател Барак Обама. За ова разговараме со Ведран Андоновски од Гласот на Америка на македонски во Вашингтон, кого го прашувам што содржи на новото писмо испратено од обединетата македонска диаспора. Ведран. Тања, обединетата македонска диаспора бара американскиот председател и владата пред НАТО сојузниците да се изјаснат дека Македонија треба да добие формална покана на веќе започнатиот НАТО самит во Лисабон. Еве што вели самиот Мето Коловски, кој е начело на ОМД. Името да не биде успорување за влез во НАТО, први тоа е билатерално прашање, што нема никаква причина Македонија да не влези во НАТО, и ова е проблем на Грција, не на Македонија. Писмото на ОМД е и реакција на она што Американскиот Хеленистички институт го испрати до Обама, во која Македонија ја нарекува бескомпромисна и бара да не биде примена се додека не биде решен спорот со името. Епистоларното лобирање денови во Вашингтон го збогати и американските хрвати, унгарци и турци, кои во одвоени писма ја поддржаа Македонија во НАТО, организации чие вкупно членство Коловски го проценува на 2,5 милиони американци. Тања? Македонската и грчката диаспора спорат и околу тоа кој повеќе помага во Авганистан. Токму така, најпрвен Американскиот Хеленистички институт реагираше на тврдењата за македонскиот придонес со контратврдење дека Грција има 61 офицер и 135 војници во Авганистан, како и дека Грција е задолжена за меѓународниот аеродром во Кабул. Обединетата македонска диаспора возврати со тврдење од фондацијата Heritage, каде Грција наречена колеблив придонесувач во мисијата. А Мето Коловски во денешниот разговор наведува дека Македонија во однос на бројот на жители и големината на одбранбените буџети на двете земји дава многу повеќе од Грција. Инаку на интернет страницата на мисијата ИСАФ во Авганистан, Грција е наведена со 80, а Македонија со 163 мировници. Во Американскиот Хеленистички институт денес не можевме да добиеме коментар на ова, бидејќи целото раководство беше отсутно. Тања? Ти благодариме. Ведран Андоновски од Гласот на Америка на македонски од Вашингтон беше тоа.